Поздрав до сите вас, драги браки и сестри, кои одлучивте да бидете вечерва повторно заедно, да продолжиме со проучување на овие големи библиски вистини. Како што колегата Илија веќе спомна, да се подсетиме, синоќа зборувавме за најголемите знаци за крајот на времето. Предпладне зборувавме за изворот на духовната сила, а вечерва имаме нова тема, нов предизвик, а тоа е насловот Откровението открива смртоносна заблуда. Ова тема е многу озбилна и важна и затоа го молам Бога да ни помогне да, кога ќе слушаме овие текстови и кога ќе ги читаме сите овие работи што се предвидени за вечерва, да Бог ни помогне да навистина ја сватиме правата вистина што ни е откриена во Библијата. И вечерва ќе ја кажеме она лозинка што ја кажавме веќе во првото предавање, ако ова што го учиме е во склоп со Библијата, значи со Светото писмо, тогаш да веруваме. Ако тоа што ќе го спомнеме не се наоѓа во Библијата, отврлете го слободно. И затоа го поканувам Божиот Дух, Светиот Дух да ни расветли вечерва преку овие текстови што ќе ги читаме вечерва. Можеме ли да најдеме надеж што оди подалеку од гробот? Знаете, многу надежи, многу планови завршуваат таму, во 2 метра, што на човекот му се определува и тука го положуваат. За многумина тоа е вечен дом, вечна куќа, а за некои христијани тоа е привремено место. Ако отидете на нашите селски гробишта, ќе видите многу надгробни пораки, напишани со цел дека тие кои спијат во тие гробови имале надеж. И тие го пренеле на живите и рекле, кога ќе починам, напишете библиски текст. Да оние кои ќе поминат, да размислува дека и тие се следните потенцијални гости на овие гробишта. Затоа, што навистина се случува кога човекот ќе умре? Тоа прашање од памтивека луѓето го поставувале. Меѓутоа, вечерва ќе се потрудиме врз основа на Библијата да добиеме соодветен одговор кој до некаде ќе не разбистри, ќе не расчисти ова магла која кај многумина представува навистина тешка разделба со своите мили и драги кои заспале во Господа. Овие две зборчиња, рај и пекол, доминираат кога некој ќе почине, кога ќе се сретнат христијани кои имат различити толкувања и понекогаш излегуваат дури искри, дали постои денеска пекол, дали постои рај. Тука се кршат многу копија. Дали мртвите спијат чекајќи да бидат воскреснати или пак тие веќе се горе на небото. Јас знам и во ова село и во многу други градови и села кај што живеат луѓе имат поделено мислење. Меѓутоа, еве вечерва, ние ќе контактираме оваа света книга, Библијата, да видиме што таа ќе ни каже, да бидеме ние научени и да ги охрабриме другите. Како што подосна ќе читаме, Павле вели да не жалиме како оние кои немаат надеж во Господа. Дали мртвите спијат и го чекат воскресението кога Исус ќе дојде или пак се горе во рајот? Зошто да воскреснат ако се веќе заминати горе? Дали душата е бесмртна или има сепак воскресение? Гледате, почитувани, ако душата на човекот е бесмртна, тогаш зошто има потреба да доаѓа Исус на оваа земја? Еве ние и синоќа зборувавме, јутре ќе имаме посебна тема вселенско патување, ќе видиме дека Исус ќе дојде и нема да дојде напразно. Тој треба да поведе луѓе од оваа земја кои ќе ги земе со него да бидат за секогаш. Каде може да ги најдеме одговорите? Многу луѓе барат одговори, на жалост, во погрешни или на погрешни места. Дали би се согласиле со мене дека единствена книга за вистински прави информации за смрт или за некоја друга тема е токму Библијата, Светото писмо? Еве, колегата Илија ви најави, земете и за вас и за ваши домашни, за ваши пријатели. Нема тоа да трае вечно, да се печати Библијата. Ќе дојде ден кога ќе биде забранет. Сега имаме на мобилните апликации, симниш си Библија. Меѓутоа ќе дојде ден кога луѓето ќе бараат од исток до запад, така пишува. Од север до југ и не ќе ја најдат Библијата, не ќе може да најдат подпирач во својот
християнски живот. Еве, повторно ќе спомнам ова реченица, ако одговорот е во Библијата, тогаш верувам во тоа. Ако не се согласува со Библијата, тоа не е едноставно за мене. И затоа, првата глава од книгата Откровение, ние овие предавања ги подпираме, ги заснуваме токму на ова последна книга во Библијата. Еве Јован што кажа. Јас сум оној кој живее и бев мртов, и ете сум жив за секогаш. Амин. Значи, ова Јован го гледа во видение и го запишува, порака од Исуса од Бога. И тој вели амин, а зборот амин значи така нека биде. И јас ги имам клучевите од адот, значи ад е гроб, и од смртта. Наистина, охрабрителна вест вечерва за сите нас, драги присутни. Дека целата Библија зборува и ја открива во вистина за воскресението. Таа укажува на второ Христово доаѓање. И затоа, кога Исус ќе дојде, Библијата вели најпрвин ќе воскресат мртвите. Но што е со душата? Тука се кршат многу копја. Знам, православниот свет имат едно тумачење, дека свештеникот, кога врши погреб, душата ја праќа таму во рајот и праќат поздрави. Меѓутоа, сите знаеме дека поздрави не може да испратиме по душата на покојниот, зашто душа не постои. Ние малце подолу ќе споменеме библиски текстови кои означуваат што значи душа, изворно од Светото писмо. Што Библијата учи? Еве да се запрашаме уште еднаш за таа идеја за бесмртноста на душата. Да се вратиме во Библијата. Значи, мора да почнеме од почетокот. Ако сакаме вистински одговор, еве да видиме што ни вели прва книга Мојсеева или Создавање. Се почнува од првата книга на Мојсеја. И Господ Бог го создаде човек. Гледате каква едноставна дефиниција Бог дава за создавањето на човекот. Бог го создаде од земниот прав и му дувна во носот, тоа се ноздри, здив на живот, и човекот стана душа жива. И сега да ја видиме таа математичка формула, како да ја разбереме. Прашина, значи, еве гледате нова слика, Адам е тука, без животно тело, односно, тоа е земја, кал би рекле, глина, зашто Адам значи глина на еврејски. И Исус го формирал, но тој имал мозок, не функционирал, имал раце, не работеле мускулите. Се до оној миг, додека Бог не му дувнал здив на живот. И човекот, вели овде, стана душа жива. Значи елементи на земја плюс здив и живо суштество. Гледате каква е ова проста математичка формула. Бог не сакал да дава некои сложени дефиниции за човекот тоа да не го разбере. Едноставно за разбирање. Понатаму, жива душа значи жив човек, личност. А кој ќе умреме, обратно доаѓа. Значи, живо суштество станал човекот. Каде сега таа душа, кога Бог на Адама во ноздрите му дувнал здив и умира човекот, каде сега таа душа? Дали е бесмртна или може некогаш да умре? Тоа се прашање за кој еве вечерва ќе размислуваме. Ајде да видиме сега што значи душа. Книга на пророк Езекија, 18 глава, го читаме 4 стих. Еве што пишува. Бог вели, сите души се мои. Душата на таткото, како и душата на синот. И сега обратете внимание. Овде е Бог многу јасен и гласен. Душата што ќе греши или што ќе сгреши, што пишува? Ќе умре. Значи може душата да умре. Но што е сега тоа душа? Дали тоа нешто бестелесно, невидливо и одлетува на крилја и оди горе на небото? Не. Кога Бог му дувнал здив во носалките, човек останал живо суштество. Се движат рацете, очните капалци се затварат, отварат, срцето чука, струи крв во телото и така натаму. Значи,
Ovde koga Bog veli ona duša, znači onoj čovek koji će zgreši, će umre. Ponatamo, drugo ime za duša v Библијата je ličnost ili život. Така да, кога ќе слушаме некои теолози кои велат, да, телото умира, но душата продолжува да живее во некои вселенски сфери. Ако бил добар, Бог го праќа таму во рајот, ако бил лош, таму во другиот предел. Ја земат приказната за Лазар, сиромашниот и за богаташот. И велат, еве, приказна, која потврдува дека постои горе некаде рај, дека постои некаде и пекол. Ајде одиме понатаму. Што значи тоа живот? Зашто кој сака да го спаси својот живот, ќе го загуби. Но кој ќе го загуби својот живот заради мене, ќе го најде. Или понатаму вели, зашто каква корист има човекот ако го добие целиот свет, а ја загуби собствената душа. Значи душата може да се изгуби. Или што ќе даде човек за својата душа. Библијата никогаш не ги користи термините бесмртна душа или бесмртност на душата кога е во прашање човек. Значи Бог не користи, дали има ехо? Бог не користи такви термини кога е во прашање, значи кога е во прашање самиот човек. Смртник значи подложен на смрт. Бесмртен значи непропадлив. И како што рекол Библијата, никогаш не ги користи овие термини кога станува збор за човекот. Ајде читаме во 1 Тимотиева, 1 глава, 17 стих, да видиме кој единствено е постојано бесмртен. Еве го текстот. Кој што кога ќе му дојде времето, ќе го открие блажениот и единствен владетел, цар на царевите и господар над господарите. И понатамо вели, кој е единствен бесмртен и живее во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Нека му е чест и сила во сите векови. Гледате, драги мои, што вели Библијата. Според тоа, царот е бесмртен, Бог, тој е единствено бесмртен. Ние добиваме бесмртност, ќе добиеме бесмртност кога Исус ќе дојде по втор пат. Бог ќе му даде на човекот бесмртност, но условна, не самиот со себе да си носи бесмртност. Ние ќе бидеме подложни, вели Библијата во последната книга, во Откровение, 22 глава, секој месец спасените ќе доаѓаат во Иерусалим и што ќе јадат? Таму пишува плодови, секој месец. Значи Бог мора да биде над своите поданици. Но сепак имаме во себе бесмртно. Нема умирање повеќе, нема болки, нема разделби и така надамо. И сега, како луѓето пошле да веруваат во поимот бесмртност? Читате овде на екранот, паганската грчка филозофија учи дека душата на човекот на жалост е бесмртна или на радост на некој. Но секако тука влечи корени спиритизмот. Спиритуале, значи тој е латински збор, што значи општење со мртвите, со духовите на покојните, наводно дека може тоа да се случува. Понатаму тука и нова доба, или New Age, кои исто така учат дека душата е бесмртна. Спиритизмот учи дека кога ќе умреме, нашата суштина продолжува да живее и дека можете да се вратите назад, да комуницирате со живите. Гледайте, дали гледате каква е таа погубна идеја и наука? Ѓаволот може да ги користи овие лажни идеи за смртта и да не сите прелажува. Библијата учи дека смртта е сон. Верникот кој умира е сигурен како да спие во предгратките на Исуса. Значи, спомнам спиритизмот. Исто така е со New Age споено и те допренесува да таа наука во верување во живот после смртта дека душата продолжува токму, на жалост, благодарение на овие движења. Еве го текстот што вели Павле во првото послание до Коринтјаните 15 глава. Читајте таа глава, зборува за воскресението, за таа блажена надеж што секој треба да има во Христа. Павле вели, еве тајна ви кажувам.
Сите нема да умреме, но сите ќе се измениме. Павле веќе мртов одамна. Но во времето кога тој ги пишувал овие зборови, бил жив. И затоа вели, нема сите да умреме. Што се случи понатаму? Одеднаш во еден миг, при последната труба, ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи, а ние ќе се измениме. Зашто распадливото треба да се облече во нераспадливо, а смртното да се облече во безсмртно. Ова е најголемата радост и надеж за христијаните. Дека гробот не е последна станица. На една надгробна плоча пишувало дека овде почива тој и тај и неговото почивање е вечно. Некој момче поминувал, некој младич и допишал доле. Нема да се померам додека не дознам каде си заминал смртнико. И тој пошел да ја чита Библијата. И дошол до овие сознание дека гробот е само привремена станица, место за почивање. А на една друга надгробна плоча пишувало: мртвите им ги отварат очите на живите. Дали тоа точно? Вистина е. Ние ги отваряме очите само кога ќе отидеме горе, да испратиме некој пријател или роднина. После 3 дена забораваме, се враќаме на своите стари патеки, мислејќи дека животот ќе трае вечно. Кога Бог го создал Адам, го ставил својот здив во него, а не безсмртна душа. Здив ставил живот и човекот станал жива душа. Значи, гледате ова изјава. Значи, кога Бог вдахнал во носалките здив на живот, човекот станал безсмртна душа. Еве го текстот. И Господ Бог го создаде човекот од земјиот прав и му дувна во ноздрите здив и човекот стана жива душа. Смртта, знаете, драги пријатели, е како создавањето, но во спротивна насока. Што се случува кога човекот умира? Што е тоа што се враќа кај Бога? Често пати јас ќе го повторувам овој текст или ова мисла да влезе длабоко во нашите мисли, да разбереме дека гробот е само временско место кај што почиваат смртните останки на починатиот. И престанува, тој оди во непостоење. Но нашето ДНК е кај Бога, зашто Бог нема забележено. И затоа вели текстот: и да умрете и вие ќе живеете. Во мислите на Бога ние сме живи. Нашето ДНК постои. И кога Исус ќе дојде, ќе ме повика мене, ако сум покоен. Нема да повика Јован па да стане Трајко. Значи Бог не знае точно по име и по презиме. Смртта значи е создавање, но обратно. Тогаш правот ќе се врати во земјата, вели Соломон, како што беше, а духот тој здив. Значи не се враќа душа горе на небото, туку животната искра што Бог ја дал, ја повлекува. И таа животна искра е кај Бога. Во секој миг Бог може да ја поврати. И Бог, Исус Христос, правил такви чуда, за да им докаже на луѓето, на евреите и на сите дека Бог е семоќен. Но сепак тие починале. Подосна ќе го споменеме и Лазар. Тој живел неколку години после воскресението, но повторно умрел. Тој не се возел на небото. Лазар можел да напише една посланица. Дали можел да напише писмо? Ако бил горе на небото. Па да им каже: сестро Марио, Марто, бидете внимателни. Бев горе. Таму видов пекол, луѓето се мачаат, викаат, а оние таму се радуваат. Лазар можел да пренесе таква информација. И Јован би го тоа запишал, но нема никаде запишано. Тоа ни покажува дека Лазар бил во безсвесна состојба. Старозаветниот еврејски збор за дух е руах, што значи здив, кога ние ќе здивнеме, кога ќе испуштиме тој здив. Значи, во оригиналниот јазик, кога Библијата е пишувана, токму значењето е здив или руах. Духот и душата се различни, драги присутни. Јас сум сега душа жива, составен од 3 компоненти: дух, душа и тело. Кога нешто ќе се поремети од тоа, ние велиме дека таа личност има проблем со некоја болест. Душевно нешто не е во ред. Меѓутоа, кога ќе исчезне здивот од мене, јас сум мртва душа, односно мртов човек. Душа сама за себе не постои.
Подоцна ќе видиме една илустрација за да ни биде појасно. Ево уште еднаш како уметниците ова го објаснуваат. Ова е рајот, тука е Адам лежи и Исус Христос кој е создател. Библијата е дека се е преку Исуса создадено. Читајте Евангелие според Јована 1 глава. Таму пишува дека тој збор стана тело, се отелотворил и се доближи до човекот кога се Исус родил. Значи, Исус го обликува како еден грнчар, која прави својата стомна од глина. И од таа глина Исус го прави Адама. Погледнете сега. Не може уметникот тоа да го нацрете, зашто здивот не се гледа. Како воздухот што не го гледаме. Исус му вдахнува здив на живот и човекот станува жива душа. Кога човекот умира, еве што се случува. Ова е погреб на некоја господја или на некој господин. Значи, тој здив од нас исчезнува. И ние сме Адам во првобитните секунди кога Адам лежел како глина. И затоа Библијата подоцна ќе каже од земја си и каде се враќаш? Во земја. Духот или здивот на животот, моќта на животот се враќа кај Бога. Значи, таа сила, не душа сама за себе не постои. Библијата учи дека здивот и духот се иста работа, значи тој дух или здив. Еве Јов што вели? Зашто додека уште здивот е мој и во мене, и Духот Божи во ноздрите мои. Знаете колку е нашиот живот издржлив? Некој да не фати за носот, колку може човекот без воздух? 2-3 минути, така? Не знам точно. И човекот оди како да го нема. И често пати велиме, еве што е човечкиот живот. Се мачел 50, 60, 100 години и на крајот само 2 метри, ништо не понесува со себе. И затоа постои само нешто што ќе понесеме со себе, тоа е нашиот карактер. И затоа да вградуваме во нашиот карактер, драги мои, убави елементи кои ќе ни помогнат да тој карактер го пренесеме и на новиот свет во новата земја. Еве илустрација најпроста да сватиме што значи дух, односно што значи живот и човечко тело. Замислете ова сијалица. Ова е сега мртва сијалица, нема светлост во неа. Меѓутоа, ако пуштиме струја на прекидачот, ќе засветли тој здив, тој живот, што во сијалицата преку преносот на жицата оди таму електрична енергија и сијалицата почнува да свети. Кога човекот умира, еве сијалицата мртва, нема во себе живот. Бидејќи моќта за создавање, живот е кај Бога. Неговиот дух кој го дал, животот се враќа повторно кај Бога. Ево уште друг пример. Замислете една маса, едно столче или столица. Од што е составена масата? Штици, даски, шајки, така. И на крајот ние велиме маса. Да ги извадиме шајките, да ги сложиме штиците на страна. Каде ви е масата? Масата е спој на штици и на шајки. Не отишла масата горе на небото. Таа оди во непостоење, зашто се распаѓа. Така да и човечкото тело, кога ние умираме, едноставно, еве што се случува. Прашање следново, има ли свесност во смртта? Дали има некоја свесност кога човекот ќе почине? Еве го следниот текст. Ако излезе духот од него, тој се враќа во својата земја и во тој ден пропаѓаат сите негови мисли. Уште еден текст. Соломон вели, зашто живите знаат дека ќе умрат, но мртвите не знаат ништо. Се служуваме со ова изјава. Зашто живите знаат. Исто така, нивната љубов, нивната омраза, нивната завист сега исчезнаа. Дури судовите упростуваат на оние кои се покојни, ако немат наследници да ги оптеретат за некој, но и не можат законски. Значи, и државата се помирува со тоа. Не може да го гонат мртвиот човек, да му праќат телеграми таму. Сум видел на некои погреби, многу сум имал такви погреби, кај што луѓето стават мобилен телефон. Дали верувате во гробот, во сандукот? Наводно таму, ако дојде ден или ако се направат такви услови, да се јави.
Кога работевме во Србија, тамо едно место Сврлик, тоа е према Књажевац, посетувавме едно семејство, човекот беше ловџија. Знаете, ловџија, имат пушки. И почина. Беше многу добар човек, го сакаше Бога, но ете, во меѓувреме почина и бев на погребот. И гледам, добро, беше облечен со тоа одело, ловџиско, шешир, знаете, зелени тие облики, и му ставија пушка поред него. Тој беше вели љубител на животни и му ставија пушка. Во село Криволак, Неготинско, сте чуле за тоа село? Почне наш верник. И направивме погреб и некој од роднините донесе садница лоза. Ја заседи тука до гробот. Ја прашам зошто таа лозница? Па вели нека му се најде тамо. Ние веруваме дека тамо може да пие, ако е тука лозницата поред него. Па ја му велам, па тој не пиеше додека беше жив, а каму сега тамо да пие кој ќе почине. И кога се осврнав на другите гробови, навистина до секој гроб лозница засадена. Тоа се локални традиции или обичаи кои немаат врска со верата или врска со Бога. Но ете некој се сетил тоа да го направи и тоа е традиција, влегла во коренот, во свеста на луѓето, меѓутоа со тоа не се прослава Бога. Ниту се олеснува болката наша, ако сме ги изгубили своите родители, своите деца или своите најблиски. Смртта, драги пријатели, браќи и сестри, е спиење. До кога? До второто Христово доаѓање. Библиските писатели ја прогласуваат смртта за спиење повеќе од 50 пати. Значи, повеќе од 50 пати Библијата спомнува дека смртта е само сон. И затоа, ова вистина што вечера откриваме, нека ни помогне да се охрабриме и да се ослободиме од тие наталожени обичаи локални, кои немаат врски, нема да ни помогнат да се повеќе ни охрабриме, да се радуваме дека еден ден ќе се видиме со нашите мили и драги. Давид вели, разгледа и чујме Господи, Боже мој, просветли ми ги очите, да не го спијам смртниот сон. Гледате, за Давид била смртта сон. Давид се моли, Боже, просветли ги моите очи или моето срце. Еден ден кога учениците патувале во посета на еден дом, Исус добива телеграма во која пишувал дека неговиот најблизок пријател по име Лазар умрел. Или, како што тој ќе им каже најпрвин, нашиот пријател Лазар заспа. Но јас одам да го разбудам. Учениците биле малку збунети, како и ние може би сме збунети понекаш кога на оваа тема разговараме. Тие помисли дека Лазар едноставно спие и ќе се разбуди. Еве го текстот. Тогаш неговите ученици рекоа: Господи, ако спие, ќе се разбуди. Зошто таква тревога? Зошто таква хитност додеме сега, а местото Витанија било близу до Ерусалим, но сепак требале да поминат неколку километри и тоа пешки. Меѓутоа Исус зборуваше за неговата смрт, но тие мислеа дека тој зборува за одмор во сон. Гледате колку пати, рековме, 50 пати се спомнува изразот за смртта како сон. Време кога човекот спие, време кога човекот се одмара, време кога човекот е во безсвесна состојба. Тогаш Исус јасно им рече: нашиот пријател Лазар умре. И Исус ја рече тогаш, кога веќе дошол во домот на Лазара, колку човек да верува во Бога, тие моменти, денови се критични за секој од нас. Тешки се. Марта и Марија биле сепак малце повредени, зашто нивниот брат, единец брат, починал. А Исус ја храбри и вели: Марто, Марија, твојот брат или вашиот брат повторно ќе воскресне. Меѓутоа, Исус често пати одел во овој дом и ми ја кажувал вистината, правата вистина за смртта. Што верувала Марта за смртта? Што мислите? Еве што кажува. Марта му рече: Исусе, знам дека ќе воскресне во воскресението во последниот ден. Тогаш Исус ја рече:
Јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре, ке живее. Мислам дека ова за Марта било големо храбрување. Таа уште еднаш се подсетила на тие проповеди што Исус ги држал во домот на незиниот брат на Лазара. И затоа Исус вели, каде е Лазар? Па еве на гробиштата. Еве ова слика, гледате како уметникот така ни ја доловува, така ни ја нацртува. Ова гробница имала врата. Исус вели, тргнете ја вратата. И дошле момци овде, ја тргаат вратата, која била тешка, не можел секој да ја отвори. И сега погледнете ова сцена, како уметникот тоа ни го доближува. Исус вели, Лазаре, излези. И еве го Лазар. Гледате овде, се појавува. Го приметувате? Како уметникот тоа го црта. Лазар излегува. Исус не рекол, Лазаре, ајде симни се, покажи се па малце да ги охрабриме сестрите и сите присутни. А знаете кои луѓе били овде во придружба? Имало Христови ученици, секако таа прва гарда што оделе поред Исуса, имало фарисеи, садукеи, црковни учители, имало луѓе кои сакале циркус. И сега ќе го фатим Исуса на кривина што се вели. Сега ќе видиме дали може да воскреснува. И сите, погледнете го овие, свештени лица, толку се приближиле, толку биле подготвени да го растргнат Исуса. Ако е Лазар горе на небото и ужива во рајот, драги мои, зошто сега повторно ќе го повикува да се симне и да биде уште неколку години? Знаете, еден писател што вели? Лазара сакале да го убијат овие свештениците подоцна. Да се замолкне делото на Исуса Христа, но не можеле. Бог очува Лазара. Секако тој подоцна ќе умре повторно болест или смрт, што се вели, меѓутоа сепак ова ќе биде голем доказ. И денеска овакви сцени има многу. Наши мили драги се таму. Нашите мисли се уште со нив. Но еве вечерва Бог ни проговорува, драги мои пријатели, да сватиме дека гробот не е последна станица во човечкиот живот. Дека ќе дојде ден кога повторно Бог ќе ги врати нашите мили и драги. На почит ли се децата негови? Тој не знае. Унижени ли се, тој не забележува. Значи, Јов ова го пишува во контекст на починатите. Вели, на почит, дали децата на покојниот се почитуваат или не, тој не знае. Дали се унижени, тој не знае, тој не забележува. Никој озгора не гледа нас. Мојата мајка е покојна, знаете. Таа не ме гледа сега, дали јас се мачам или радувам. Зошто таа спие, таа отишла во непостоење, со тие мисли заспала и со тие ќе воскресне кога Исус ќе дојде. Не само таа, сите они кои заспале со вера во Господа. Замислете, некој момче се дрогира. Еве шприц. Татко му е горе, а тој не може да му помогне. Какво е тоа уживање за него? Гледа дете доле како се мачи, како може би прави собрекајка или нешто друго зло дело, а тој не може да му помогне. Смртта е состојба на совршен одмор или сон до воскресението кога Христос ќе те разбуди и ќе рече: сега целта е завршена. Сега е готово. Нема повеќе болки, нема повеќе проблеми. Едноставно се останува. Мртвите не го фалат Господа, вели Давид, нито оние што слегуваат во тишина. Драги браќи и сестри, драги пријатели, кога тие би биле во рајот, мислам на душите на покојните, што би работеле таму? Дали би го славеле Господа? Неверојатно, Библијата такво нешто не го кажува. Библијата зборува за новиот рај, некаде околу 1600 места. Библијата спомнува дека луѓето ќе живеат еден ден на новиот свет, но не во такви услови дека човекот после смртта веднаш заминува горе. Дали е праведен во рај, ако е неправеден, оди во пеколот. Библијата никаде тоа не го спомнува, зашто треба да дојде суд. Сега немаме време да зборуваме за судот. Значи на судот, при денешните судови, ако некој сгреши,
во притворе, потоа го судат, и ако е виновен, ќе го осудат, а ако не, оди на слобода. Како може некој во часот на смртта, неизлегална суд, да го прати Бог тамо во рајот, односно да го прати во пеколот? Не, такво нешто Библијата не познава. И затоа, еве вечерва, ако некој наш близок починал, значи животот на таквиот е сокрен во Бога, во Исуса Христа, тој го зачува својот идентитет. Значи, ние не го минуваме како што некои источнички религии верува дека ако човекот бил добар, кој ќе умре, оди во посложено животно, тоа таа нирвана што е до живот горе како совршенство, ако бил лош, оди назад, во змија, во желка и така натаму. Гледате галот какви теории измислил. Само да го забави човекот, да не ја прифати правата вистина што ја наоѓаме во Светото писмо во Библијата. Затоа, еве, да продолжиме со ова размислување. Ден на деновите, кога ќе дојде Христос, ќе го повика човекот по име. Нема Бог да заборави, нема Бог да побрака имиња. Ако денеска човекот се сетил во својата филозофија да отисокот го користи како идентитет на човекот. Јас имам свој идентитет и тоа никој не може да ми го копира. Може подписот, може да направат маска како јас, може говорот да ми го копират, но мојот идентитет, тој отисок што го ставаме. Има 8 милиарди луѓе на земјава. Сите сме ние различити, и оние кои починале толку може би ги има. Гледате Бог колку совршено го создал човекот. И затоа кога ќе дојде, гледате, некои гробови се отворени, а некои не се отворени. Значи, ќе има гробови кои што нема да се отворат. Зошто? Зашто има две воскресенија. Во првото ќе воскресат оние кои му биле верни на Господа. После 1000 години ќе воскреснат другата група на луѓе, но не да примаат награда, туку ќе примаат суд. Ајде се вратиме само за еден миг на крстот кога Исус умирал. Што е со разбойникот на крстот кога Исус му ветил ќе бидеш со мене во рајот? Многу луѓе зимат ова сцена и да покажат дека ете Исус му ветил дека разбойникот кој ќе умре веднаш ќе отиде во рај. Ајде ова сцена да ја видиме сега. Петок Исус е на крстот. Сабота Христос е во гробот. Недела, во првиот ден на седмицата, вели Светото писмо, Исус воскреснува. Да ве прашам, дали Исус кога умрел веднаш заминал на небото? Ако навистина е таа вистина што некој ја проповеда, тогаш Исус би требало да ги пречека, да го пречека разбойникот горе на небото. Меѓутоа ќе читаме подосна еден текст кој јасно ќе ни каже дека Исус не бил горе на небото. Рано наутро, во првиот ден на седмицата во недела, Марија и другата Марија дошле да го посетат гробот. И денеска не е лошо да отидеме на гробиште. Да видиме, да се евоцираме некои спомени, да почистиме и така. Тоа е убаво. Марија која го сакала многу Исус и го ценила, зашто и Бог и простил, Исус и простил големи гревови, таа дошла да го посети гробот. Меѓутоа, знаеме дека расплакана не го препознала човекот кој таа го сретнала. Во една прилика таа клечела пред неговите нозе и со миро, со парфем, што го купила со својата заработувачка, ги измила нозете на Исуса и со својата коса ги избришала. Сега таа доаѓа и еве, Исус ја среќава. Таа не го препознала. Жено, зошто плачеш? Кого бараш? Таа мислејќи дека е градинар, му рече, Господине, ако си го однел, кажи ми каде си го положил, а јас ќе го одведам. Исус ја рече, Марија, а таа се сврти и му рече, сега го препознава по гласот. Рави, што значи учителе. И навистина, Исус си вели понатаму, не допирај се до мене. Ево сега сакам да го нагласам. Исус вели, не се допирај до мене. А ако Исус бил горе на небото, кога умира, Исус не би рекол, не се допирај до мене, зашто се уште не сум се вратил каде? При мојот Отец. Туку отиди
при браќите мои кажем, се враќам при својот Отец и вашиот Отец, при својот Бог и при вашиот Бог. Исус после воскресението бил уште 40 дена на земјава, но не бил дух, тој бил во тело. Сега, она тело кое можело да се манифестира како небесно тело, за него после воскресението за Исуса не представувале пречка физичките закони. Можел да влезе во собата со затворени прозорци. Такви тела ќе добиеме ние на новиот свет, кај што ќе бидеме подложни на небесните закони, а не на физичките земни. И затоа Исус вели, оди кажем, охрабре ги, а овие јадни се сокрили во некој подром, се заклучили со 3 брави, плашејќи се да не дојдат сега римјаните и нив да ги фатат и да ги однесат во затвор. Самиот Исус не се вознел на небото во петокот. Знаете кога Исус ќе се вознесе физички? Таму кој ќе се најде поред Иерусалим, после тие 40 дена, Исус ќе ги повека учениците и 120 луѓе ќе дојдат тамо да го испратат. Тој како една писта, како на аеродромот во Скопје. Доаѓаат луѓе и мафтаат на авионот, односно на луѓето кои се внатре. Исус дошол и рекол, луѓе, заминувам. Моето време истекна. Исусе го гледале, го допирале, Тома го допрел во раните. Жените го допреле. Исус јадел мед и риба. Сакање да им покаже дека тој не е дух како што им се на некој причинувало. Исус заминал со порака дека повторно ќе се врати. Но да се вратиме сега на ова изјава. Кога Исус му ветува нешто на еден од разбойниците. И тоа многу христини го земат како подлога дека Исус веднаш му ветил вечен живот на оној добриот од десната страна. Што сакал Исус да каже? Дали навистина Исус му ветува вечен живот и спасение во часот кога и самиот Исус се уште не бил горе на небото? Зошто Исус, вели Библијата, кога воскресна, десетици луѓе воскреснале со него, се покажале во Иерусалим и тие заминале на небото, се вознале. Читајте во Евангелијата, тоа го пишува. Но Исус останал овде, за да ги охрабри учениците да постави чврсто тло, зашто тие биле уплашени, разбегани. И тогаш се формира апостолската црква. Еден по еден учениците умираат и умираат. Ние денес учевме за Јован Богослов, кој бил на островот Патмос. Тој бил останал најдолго жив, зашто бил најмлад. Меѓутоа, знаеме дека тој и по цена на својот живот не сакал да се откаже од Господа. Овде Павле вели, о смрт, каде ти е силото? О гробе, каде е твојата победа? Но фала му на Бога, кој ни ја дава победата преку нашиот Господ Исус Христос. Зашто самиот Господ ќе слезе од небото со восклик, со гласот на архангел. Гледайте сега што пишува. И со Божја труба, и мртвите во Христа ќе воскреснаат први. Тогаш ние живите, преостанатите, ќе бидеме грабнати. Зборот грабна значи евакуација. Ако има сега овде некој вештачко езеро и браната само што не пукнала, доаѓа власта, дава наредба и вели бегајте. Тоа е евакуација, грабење, бегање. Ќе дојде Христос, но тој ќе дојде видливо и ќе ги земе оние кои починале, вели овде, заедно со нив на облаците, да се сретнеме со Господа во воздухот. И така ќе бидеме секогаш со Господа. Браќи и сестри христијани, наистина ова е многу храбрително за сите нас денеска. Тогаш кога Исус ќе дојде, гледате ова слика сега, ќе го врати бебчето на родителите кои го изгубиле на оваа земја. Има такви трагедии. Повторно мајката, ова слика е дека Исус представен. Значи, ова е слика за Исус, или ангелот, пардон. Ангел Господов, бидејќи ова дете добило ангел кога починал, односно кога се родило. Сега тој ангел го враќа бебчето повторно на живите. Тоа ќе биде навистина таткото кој починал од рак, може повторно да го види своето дете. Мајката која исто така заминала, повторно може да се прегрни со своите најблиски. Тоа ќе биде ден на деновите. Тоа ќе биде време кога повторно ќе се соединат семејствата. Има ли нешто подобро од ова? Мислам дека нема. И затоа
драги браќа и сестри христијани, да му веруваме на Господа. Дека ова сцена може да биде сцена кај што и ние може да учествуваме. И ние да ги кренеме своите раси, да кажеме, еве го оној кого чекавме, еве оној за кого животот го дадовме, еве оној за кого не смејува, прст покажува кон нас, но се исплати. Се исплати, зашто сега имаме, навистина, нов живот. Раката на Исуса Христа која е прободена, гледате овде, ова точка, е толку голема, што може да ја допре и твојата. Затоа да поверуваме во ова вистина што Господ ни ја кажува. Зошто е втемелена на Библијата, на Свето писмо. Нека Господ не охрабри сите нас, кои сме ги изгубиле своите најмили, дека не е тоа за секогаш. Доаѓа ден, доаѓа време кога повторно ќе се видиме. Фала му на Бога за тоа. Амин.